Почина 6-годишно девојче во Битолската болница. Интерхоспитална бактерија усмрти 2 лица во Прилепската. Нема термини за специјалистички прегледи. Пациентите со цистична фиброза молат за трикафта. Здравствените работници протестираат и се пазарат за покачување на платите цели 6 месеци. Ке преживее ли македонскиот здравствен систем, кој со години е на стаклени нозе? Министерот Фатмир Меджити повторно верува дека ќе направи се во негова моќ. Како и пред 1 месец ги повтори неговите приоритети: проширување на позитивната листа на лекови, зголемување на платите на здравствените работници, нов клинички центар, а ќе го решава и хаосот со паркинзи на клинички. Од ветувањата за сега нема реализирано ништо. Освен ова, Меджити ќе вработува медицинари, но ќе чека да му кажат каков кадар недостигал. Сме побарале сите здравствени институции во Македонија, да ни достават колку им се потребите барањата за какви кадровски решенија, да има и во ова и систематизација, да има функционалност, затоа не можеме толку да брзаме и нормално знаејќи ја и финансиската состојба на државата, нормално дека треба да се адаптираме и кон тоа, но дали ќе има вработување? Да, ќе има, не можам да ви кажам дека утре ќе бидат тие, но ние ќе се потрудиме во најбрз рок тоа да биде подмирено. Од лекарското друштво признаваат за нефункционалноста на здравствениот систем, ама повикаа на трпение. Регионализација стимулативна на здравство. Значи, можеме екипи кои што ќе работат во салите на Штипската болница, во Струга, немаме доктори во еве и од Битола, кој што е голем центар, се осипуваат, одат во странство во други држави. Тоа го кажав и пред неколку месеци на денот на борба против ракот, дека бројот на лекарите се намалува. Ако можам да бидам приближен, не можеме да кажеме, еве, немаме бројка заради тоа што таа секојдневно се апдейтира, дека 200 до 240 лекари ја напуштаат државата секоја година. За само 6 години, дури 4 министри раководеа со здравството, секој со свој проекти и ветувања, а никој од нив не исполни речиси ништо.